Државното средно училиште Киро Бурнас денеска организираше отворен ден во рамките на кој идните средношколци имаа можност да се запознаат со струките и профилите што ги нуди регионалниот центар за стручно образование и обука. Во прва година во Киро Бурнас може да се запишат 300 ученици во 12 паралелки. Од нив 225 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик, останатите со настава на албански јазик. 9 оделенците може да изберат еден од 6 сектори во стручното училиште: сектор земјоделство, рибарство и ветеринарство, сектор хемија и технологија, лични и други услуги, машинство, сектор сообраќај, транспорт и складирање и сектор здравство и социјална заштита. На овој отворен ден целта ни е да ги покажеме просторните услови на училиштето, нашите реновирани и модерни училници, кабинети, работилници, хемиски лаборатории и сето она со кое што технички располага ова училиште. На овој отворен ден гостите, нашите ученици, 9 оделенци, ќе се запознати со нивните идни професори, ќе се запознати со учениците од погорните класови, ќе може да се запознаат со струките кои им ги нуди ова училиште и се надевам дека ова училиште ќе биде нивниот иден избор. Јас би сакала тоа да биде така и секој ученик 9 оделенец денеска што дошол овдека да го посети училиштето, да си го пронајде своето место, да му се допадне, да најде нешто што овдека ќе му се допадне и да ова училиште биде едноставно нивниот иден избор. Интерес имаме скоро за сите струки ни се потполнуваат. Меѓутоа сега во последно време најмногу некако има интерес за сообраќајната струка, за здравствената струка фармацевти, за земјоделско-ветеринарната, за сите струки имаме, меѓутоа сообраќајната струка и здравствената струка тоа се струки кои што се потполнуваат скоро веднаш во истиот ден. Сите паралелки се дуални паралелки. Дуални паралелки тоа значи настава овдека во училиште, но и настава надвор од училиштето, значи во компании со ментори кои што таму ги обучуваат за да можат да бидат веднаш да можат да се вклучат на пазарот на трудот. Сите наши ученици, бидејќи се дуални паралелки, си добиваат и стипендии во износ од 3500 денари. Јас сум Бисера Пешевска и сум ученик во техничар за патен сообраќај. Ние земаме стипендија од 3500 денари, одиме на пракса во Делукс и во разни други компании. Исто така имаме добри услови за учење во Киро Бурнас. Јас сум Андреј Спасовски, доаѓам од струката машински техничар за моторни возила. Земаме стипендија 3500 денари, ние одиме на пракса во Делукс, како што ги применуваме во училиштето, така и на праксата. Школото е ново, многу е реновирано е. Мојата порака до идните средношколци е да се запишат тука, да учат, да се занимаваат со оваа струка. Секогаш ќе имаат работа, можат да продолжат со факултет, да унапредуваат во својата струка и да бидат на високи функции. Јас сум Сара Димитриевска, 3-та година од фармацевски техничар. Нашата струка е здравствена и ние сме дуална паралелка. Нашата професија е многу хумана наука и, например, ако сакаме да помагаме на луѓе на некој индиректен начин, пример сте здравствени работници кои подоцна на некој начин даваат терапија, ние прво мора да ги направиме и да ги издадеме лековите во аптека. Одиме на пракса 4 години, нашиот смер толку години. Јас сум Стефанија Симоновска, не ви се представив, 2 година фармацевски техничар. Ние одржуваме практична настава во реални услови, всушност одиме во аптеки, каде што нашите работодавачи не даваат и не практикуваат. Јас сум Калина Аргировска, доаѓам од Киро Бурнас, 1 година сум дентален асистент и тука можеме да се запознаеме со многу добри знаења и добри искуства во животот. И ова училиште не подготвува за во иднина, така да јас ве препорачувам да се запишете тука, а посебно на дентален асистент и во училиштето. Сите струки се одлични. Давид Цветковски. Значи, мислам во нашите имаме 4 смерови основни, кои се техничар по ветеринарна медицина, техничар по фитомедицина, техничар за агроменеджмент и агротехничар. Нашето училиште е современо
и најдобро училиште за сите ученици. Значи имаме практична настава која идеме кај работодавачите и имаме плюс стипендија по 3500 денари. Јас како дел од мојот смер фризер, кој е на 3-годишно образование, со можност за стипендија од 3500 денари, односно дуална паралелка. Има многу простор за напредок, многу простор за да уложуваме самите во себе. Ова е прекрасно нешто што може секој да го, кој ќе се пронајде во себе да го работи. Самиот кадар на наставници кои ни ги овозможуваат сето ова знаење ни значи на нас многу. Секако и целиот тим, меѓукупната работа која работиме, големите можности кои можеме да ги добиеме со овој смер, како например што се нашите награди овдека кои ги освоивме на државно ниво и во нашите училиште кои се организираат често. Јас како ученик во сега 2 година сум многу задоволен од целокупната училишна програма, од сите професори, од буквално се, од мојот ментор кој ми е кај практична работа, и што имаме практична работа после училиште, можеме да одиме таму исто, летоска исто феријална пракса. Исто на ним сум и многу заблагодарен за сето тоа што ми го покажа, што ме научија и за секој труд се испути на крајот на денот. И ми беше многу мило што бев член од овој настан денес. Ние доваѓаме од техничар за козметички и хемиски производи, исто така има и прехранбен техничар и пекар. Пекар е 3 годишно, а прехранбен техничар и техничар за козметички и хемиски производи, тоа е исто 4 годишно. Ние сме многу задоволни од овој смер, исто има стипендија од 3500 денари. Прехранен техничар одат на пракса во Бучен Козјак, БДА, Грими, Зафир и така фирми. Прехранен техничар за хемиски и козметички производи одат во Роса, во Енигма, а пекари одат на пракса во 120-ка, во Мошамел. Во нашиот смер ние изработуваме бат бомбс, бомби за капење, правиме експерименти, многу е интересно за нови работи да запознаеме. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие интервенирале на 3 локации, информираа утрово надлежните од регионалниот центар за управување со кризи. Според центарот, опожарена сува трева пожарникарите гаснеле на улицата 6 април. На плоштадот Маршал Тито интервенирале на опожарен контейнер со смет, а опожарен отпад гаснеле и на депонијата Краста во Кумановското село Пчиња. Општина Куманово доби донација од 3 противпожарни возила со кои ќе располагаат пожарникарите на територијалната противпожарна единица Куманово. Представници од територијалната противпожарна единица и од доброволното противпожарно друштво посетија 5-дневна обука за справување со пожари на отворен простор и обука за спасување на лица од височина во покраинската област Тирол, Австрија, пишува во соопштението испратено до медиумите од општина Куманово. Според информациите, учесниците на практичната едукација стекнале нови знаења и вештини, кои ќе бидат пренесени на останатите вработени во територијалната противпожарна единица Куманово. Исто така, представниците на двата тима имале можност да се запознаат со функционирањето на противпожарниот систем на Австрија и со работните активности на доброволните противпожарни друштва. Полициски службеници вчера вечер лишиле од слобода 35 годишен кумановец кој се сомничи дека од 29 мај до 31 мај без негова согласност и со употреба на сила држал негов 36 годишен познаник од Куманово во својот дом. При приведувањето кај него биле пронајдени одземени марихуана, мобилен телефон со остатоци од бела прашкаста материја и други предмети за кои постои сомнение дека се поврзани со кривичното дело, соопштија од секторот за внатрешни работи
работи Куманово. Тој е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во одделен случај полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 26 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека во семејната куќа во Куманово физички ја нападнал 16 годишната ќерка на неговата вонбрачна сопруга, информираат од полицијата. Како што додаваат од секторот за внатрешни работи Куманово, по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 30 годишна кумановка бидејќи управувала мопед со кумановски регистарски ознаки без положен возачки испит. По насоки на јавен обвинител таа била приведена во полициска станица, а мопедот бил одземен. Во Куманово и Крива Паланка викендов се одржа 11-тото издание на Малински фотофестивал во организација на Фотоклуб Куманово. Меѓународниот фотофестивал под наслов Патување на визуелни наративи ги обединува авторите на фотографијата, љубителите на уметноста и публиката преку изложби, проекции, средби и дружења, создавајќи уникатна сцена каде фотографијата зборува искрено, силно, универзално и автентично. Во рамките на 3-дневниот фестивал се реализираат 10 тематски настани со вкупно 30 излагачи. Присутните на отворањето ја проследија самостојната изложба на Виктор Трајковски од Македонија, фотопроекции на автори од Македонија, Србија, Бугарија и Турција и промоцијата на книгата Во контрасветло на Зоран Ѓорѓевиќ. Малински фотофестивал е поддржан од Општината и Фондацијата за култура и спорт Куманово под покровителство на Министерството за култура и туризам на Македонија. Здруженијето на просветни работници утре вечер во Занаетчиски дом ќе одржи свечена седница на која ќе бидат доделени признанија на најдобрите просветни работници на општина Куманово за 2026 година во 3 категории. Повеќе на оваа тема од изјавата на председателката на Здруженијето Анита Димовска. Како и минатата година, ова година ќе бидат прогласени просветни работници на годината во 3 категории, тоа категорија А за оделенска настава, категорија Б за предметна настава и категорија В за средно образование, а во ова прилика би сакала да ги поттикнам и стручните соработници, педагозите, психолозите, дефектолозите, социјалните работници од училиштата да се пријават следната учебна година бидејќи има посебна категорија и за нив. Утрешната свечана седница ќе се одржи во 19 часот во Занечискиот дом со богатна културно-уметничка програма на која што ќе настапат ученици од УОМО Панче Пешев Куманово, танцово студио Ултра, хорот Рацинови и меѓу другото ќе искористиме свечената седница да им доделиме награди и признанија и на учениците и нивните ментори кои што учествуваа на видео надпреварот во чест на Свети Кирил и Методи кој што го организиравме и се одржа на 18 мај. Кикбоксерите на кикбокс клубот Предатор се враќаат со 2 освоени медали од меѓународен турнир во Србија. Данило Методиевски го освои сребрениот медал во категоријата лоу кик за постари јуниори до 71 кг, додека Христина Бојковска се закити со бронза во категоријата лоу кик за помлади јуниори до 52 кг. Како тренер сум презадоволен од покажаното. Во текот на следната недела ќе ги споделиме целосните снимки од борбите, порача Јован Крстевски од КБК Предатор.